Наместо перници, тони и тони марихуана завршиле од земјава во Србија. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвори истрага за 6 лица поврзани со 5 тони марихуана кои беа пронајдени во Конјух, а излегле од Македонија преку граничниот премин Табановце. Првоосомничен е сопственикот на скопската фирма Алфа Фарб, Предраг Брковиќ, кој заедно со други неидентификувани лица организирал набавка на марихуана и нејзино повеќе кратно транспортирање од земјава до Србија со товарни возила заради натамошна продажба. Брковиќ им дал насоки на своите вработени за пакување на сув цвет од канабис во вкупна количина од 8832 килограми, претходно набавено од фирмата CBD Med Plant од Струмичкиот регион. Во период од околу 2 недели вработените спакувале над 200 кутии, пошто првоосомничениот им одобрил колективен одмор. На 13 јануари 2026 година, во пладневните часови, двајцата ортаци, едниот осомничен во Македонија, а другиот во Србија, организирале пренесување на поголема количина сув цвет од канабис со товарни и патнички возила од објектот на правното лице во Скопје до локација во атарот на Свети Николе. Првоосомничениот заедно со други неидентификувани лица организирал кутиите да бидат натоварени во возилата и во 2 наврати пренесени до наведената локација. Во исто време 5 мина осомничени во атарот на селото Сарамзалино на паркинг кај локалната црква извршиле претовар на царинетата стока од товарното моторно возило со приклучно возило и се упатиле на кај Свети Николе. Наместо перниците, во испразнетото товарно возило биле натоварени кутиите со сув цвет од канабис и од Свети Николе заминале кон Табановци и ја напуштиле државата. Двете лица кои помогнале за претовар, всушност според извори на Телма, сведочеле во обвинителството како се одвивал целиот процес. Еден од осомничените тврдел дека му се заканиле да учествува во шверцот на марихуаната. На 14 јануари 2026 година во 3 часот и 41 минута товарното моторно возило се исклучило од автопат и се упатило кон селото Конјух, каде заедно со други неидентификувани лица било извршено растоварање на кутиите со наркотична дрога марихуана во објект на правно лице од Крушевац, претходно обезбедено од осомничени лица за кои јавното обвинителство за организиран криминал на Република Србија води истражна постапка. 5 тони марихуана беа пронајдени на имот на Раде и Небојша Спасоевиќ, кои имале фирма за корнишони. Во нашиот северен сосед беше уапсен Иван Драгник, партнерот на Брковиќ во фирмата со кој го организирал пренесувањето на марихуаната. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и премиерот Христијан Мицкоски, кои повеќе од 2 недели не потврдуваа дали марихуаната излегла од земјава, сега изјавија дека согласно договорот за One Stop системот, влезот го контролираат српските полицајци. Не е прашање како марихуаната излегла од Македонија, туку како влегла во Србија, но Мицкоски не ја исклучи можноста да имало асистенција од македонските службеници. Тоа дополнително истрагата ќе треба да го покаже.